Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада, а во нив ќе гледате. Премиерот Димитар Ковачевски запрашан како гледа на ситуацијата кога Македонија е споредена со златен рудник на работна сила, одговори дека спасот го гледа во членството на Македонија во Европската унија. Завршена е листата на пациенти со ретки болести кои ќе добијат терапија оваа година, уверува министерот за здравство Беким Сали. Два случаи на семејно насилство се регистрирани во полицискиот билтен на СВР Тетово. Хрватска, Словенија и Германија, земји кои Македонија ја гледаат како златен рудник за работна сила. Согласно ова, премиерот Димитар Ковачевски запрашан за коментар за ваквата ситуација кога се повеќе се зголемува интересот кај младите од нашата земја за сезонска работа во странство, тој одговори дека земјите атрактивни за работа кај младите од Македонија се членки на Европската унија, кои имаат зголемен економски потенцијал и стабилност, и посочи зошто е важно Македонија што поскоро да биде дел од европското семејство. Трендот на иселување на младите од Македонија за сезонска работа во Хрватска, но и во други земји на Европската унија, се очекува и годинава да биде зголемен, особено во летниот период. Согласно тоа, како што пренесува Дубровнички весник, конкретно хрватските угостители организирано бараат сезонски работници од Македонија, а како што ја нарекоа златниот рудник на работната сила. Премиерот пак Димитар Ковачевски запрашан како гледа на оваа ситуација кога државата е споредена со рудник на работна сила. Одговори дека земјите членки на Европската унија, кои се атрактивни за работа кај младите од нашата држава, се земји со зголемен економски потенцијал и зголемена економска активност. И согласно тоа посочи колку е важно и Македонија да биде дел од европското семејство. Тоа е тоа што јас го повторувам цела година. Порано Хрватска беше златен рудник за Германија, пред тоа и Полска, и Чешка, и Словачка, и Романија, па и Бугарија беа златен рудник за работна сила за развиените држави, членки на Европската унија. И сега гледате држави кои што не биле членки во Европската унија, а кои што станале членки на Европската унија, стануваат атрактивни за нашите работници да одат да работат таму заради повисоки плати. Зошто? Бидејќи со придружувањето во Европската унија се зголемува економскиот потенцијал, економската активност. Вие ако ја земете Хрватска, со влегувањето во Европска унија за 30% се зголеми бројот на мали и средни претпријатија. Ако го погледнете бруто домашниот производ, ќе видите колку е зголемен. Ако го погледнете извозот, инвестициите и така натаму, тоа е зголемен. Кој можеше да замисли порано дека наши граѓани ќе одат да работат за поголема плата во Полска, во Словачка, во Чешка? Ако отидете сега во Прага, ќе видите улици цели кои што имаат наши граѓани, кои што таму со граѓани кои што таму работат и живеат. Тоа е затоа што тие држави станаа членки на Европската унија. И затоа јас велам, ако сакаме да обезбедиме економски просперитет, социјална правда и врвна демократија, нашата држава треба да се приклучи во Европската унија. И тоа се одлуките кои што оваа влада и ова парламентарно мнозинство ги носат во парламентот. Секој оној кој што тоа го кочи, тој ја кочи европската, односно по-просперитетната иднина на сегашните и на идните генерации. Инаку и лани интересот за работа во Хрватска кај македонците бил голем, па така минатата летна сезона таму работеле 890 македонци, пишува Дубровнички весник. Завршена е листата на пациенти со ретки болести кои ќе добијат терапија оваа година, истакна министерот за здравство Беким Сали, кој посочи дека и годинава буџетот за терапија на вакви пациенти е зголемен за 40% во однос на 2022 година. Готова е и листата на пациенти кои ќе добијат терапија за оваа година за ретки болести. Мислам дека навремено ќе биде обезбедена и терапијата, нормално доколку нема административни потешкоти или па жалби од страна на фирмите за понудите кои се дадени. Да известам дека оваа година буџетот за
ретки болести е за 40% зголеме во споредба од минатата година. 22 година имавме околу 560 милиони денари, оваа година имаме над 850 милиони денари. Што значи дека опфаќаме повеќе пациенти, затоа што во меѓувреме се диагностицирани повеќе пациенти. Ретките болести, знаете, тоа се пациенти кои што во одреден период не се диагностицирани, поради недостигна диагноза, точна диагноза, не можеме да ги внесеме во терапија, не знаејќи каков ќе биде исходот од терапијата. Во моменти кога се диагностицираат и се знае точната диагноза, они се внесуваат во програмата за третирање, односно обезбедување на терапија за овие пациенти. Во делот на тоа што го прашувате за број на пациенти, значи вака, за сега, нели, на почетокот се шпекулираше дека се само 8 пациенти. Според нашите сознанија, пациенти кои што имаат генетска предиспозираност за да добијат ваква терапија се околу 65. Финансиските средства кои што се потребни на годишно ниво, нашите информации велат дека се над 300.000 евра за пациент за годишно ниво. Тоа би требало да значи околу 20 милиони евра годишно. Министерот за финансии Фатмир Бесими, директорот на канцеларијата на Светска банка во земјава Масимилијано Паолучи, денеска потпишаа договор за реализација на проектот за градење ефективни, транспарентни и отчетни институции за управување со јавните финансии. Вкупната вредност на проектот изнесува 24,9 милиони евра, од кои 20 милиони се заем од Светска банка, а 4,9 милиони евра се грант од Европската унија што ќе се администрира преку Светска банка. Со ова ќе се возможи премин од постојните фрагментирани и неповрзани системи на нова централизирана веб основа базирана заедничка платформа како резултат на највисоките дигитални технологии. Шtovани представници на медиумите, значи со ова водиме чекор напред во имплементација на реформите кои почнаа во односно управа со јавните финансии по законот за буџети како системски значаен закон во јавните управа со јавни финансии и воедно со дигитализација на сите системи во однос на управање со јавните финансии, во однос на транспарентноста, ефикасноста, отчетноста и долгорочното планирање. Целта на овој проект ќе работиме со властите и со великодушната поддршка на Европската унија која што обезбеди грант во износ од 5,4 милиони евра. Ќе работиме на спроведување на системскиот закон за буџет, развој на нов интегриран информацијски систем и други GovTech решенија за поддршка на управувањето со јавните финансии. Како што министерот Бесими веќе спомна, ќе поддржиме создавањето и спроведувањето на државната помош, регистарот за државна помош поточно, кој што е клучен за унапредување на подобри, поефикасни, поефективни јавни инвестиции во земјата. Исто така ќе подобриме капацитетите на данъчната управа со ефикасно спроведување на реформата за стратегијата за данъчни реформи 2022-2025 и ќе подобриме усогласеноста правувањето со ризиците и услугите кон данъчните обврзници. ОПСЕ вложува сериозни напори во поддршка на реформските процеси за учество на жените во безбедносните институции во земјите членки на организацијата. Проектите кои ОПСЕ ги имплементира се од голема поддршка за државата и директна придобивка за граѓаните на земјата, истакна председавачот на ОПСЕ и министер за надворешни работи Бујар Османи. Денес имавме можност да се видиме и со жените во полициските единици, каде ОПСЕ учествува во обука со цел да се зголеми нивното присуство, меѓутоа и да можат полесно да се унапредуваат во кариера. Знаете дека во нашите приоритети се жените во безбедносните структури воопште во ОПСЕ регионот. ОПСЕ исто така се фокусира на многу други прашања како што се владењето на правото, создавањето на отпорни
демократски институции, човекови права, социоекономскиот развој на општествата и јас само сакам прво да им честитам на тимот под водство на амбасадорот Вахал, кој што врши извонредна работа овде, меѓутоа се разбира и на институциите на владата на Република Северна Македонија, со кој што ОПСЕ има изградено навистина едно сериозно партнерство и денеска еве сме во позиција од земја корисник на услугите на ОПСЕ да бидеме земја која што ја председава најголемата безбедносна регионална организација во светот, која што представува 1.300 милиони луѓе, 57 земји учеснички. Нашето мото е се работи за луѓето, и тоа за луѓето кои што го сочинуваат ОПСЕ, меѓутоа и за луѓето кои што ги обслужуваме преку нашите проекти и иницијативи. Владата на денешната 121 седница ја разгледа и усвои информацијата од Министерството за внатрешни работи за потребата од изработување план за воспоставување национален електронски идентитет за секој граѓанин. Денешната владина седница беше разгледана и усвоена информацијата од Министерството за внатрешни работи за потребата од изработување план за воспоставување национален електронски идентитет за секој граѓанин и го разгледа и прифати планот заедно со план за реализација. Со него се овозможуваат две основни функционалности: електронска идентификација и електронски подпис, со можност понатаму да бидат проширени, а како опционална придружна имплементација може да се има во предвид и воведување мобилна апликација со истите функционалности. Електронскиот идентитет треба да се користи во сите деловни процеси и трансакции кои користат електронски услуги, без разлика дали тие се услуги од јавниот, приватниот сектор, интеракции помеѓу поединци или представуваат склучување договори помеѓу неколку физички лица. Овој проект владата го смета за носечки столб за дигиталната трансформација на општеството, со тоа што ќе овозможува унифициран пристап за користење на електронските услуги и размена на податоци, како во државата, така и надвор од неа. Се предвидува да биде со високо ниво на сигурност, согласно Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, и да биде основа за целокупното електронско управување со идентитетот на граѓанинот. Министерот за информатичко општество и администрација Адмири Малити очекува до крајот на април да се дојде со ново законско решение за Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Реформите се жив процес кој расте и постојано се надградува. Нам како општество ни треба и моќен јавен радиодифузен сервис кој ќе ја извршува својата основна улога да информира и да едуцира и кој ќе биде ослободен од влијанијата на политичките центри на моќта. Нам како држава ни треба и силен и независен регулатор кој проактивно ќе ја следи состојбата во медиумите. Очекувам за сите овие предизвици да се дискутират, да се предлагат решенија и идеи во периодот кој следи од сите заинтересирани и засегнати страни. Ве повикувам сите да преземете активна и конструктивна улога преку јавните расправи и работилниците предвидени со проектот, а ние како Министерство и Влада ќе ве поддржиме во тоа. Се надевам дека целиот процес, кој е широк и сеопфатен, ќе заврши успешно во интерес на сите засегнати страни и дека ќе креираме законодавство кое ќе одговори на предизвиците на новото време. Тоа е потребно заради сите нас, заради иднината и заради зацврстувањето на слободата и демократијата во нашето општество. Два случаи на семејно насилство се регистрирани во полицискиот билтен на СВР Тетово. 18-годишник пријавил физички напад од две лица. Приведено едно лице поради поседување дрога. Следуваат деталите. Вчера полицијата лишила од слобода 38-годишен тетовец кој бил пријавен од неговата 37-годишна сопруга дека се однесувал агресивно во семејниот дом и се заканувал. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот.
31-годишна тетовка вчера пријавила дека нејзиниот поранешен невенчан сопруг, 42-годишен тетовец, физички ја нападнал и се заканувал. Се расчистува и документира и овој случај. Вчера полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 19-годишник од Гостиварска Долна Бањица. Тој бил пријавен од 18-годишен тетовец дека во Гостивар заедно со уште едно лице физички го нападнале пријавителот и двајца негови другари. Според пријавеното, двајцата напаѓачи користеле и остар предмет, но не ги повредиле нападнатите. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, пошто против инволвираните ќе следуваат поднесоци. Вчера во Тетовско Боговиње лишен од слобода е 23-годишникот Тетовски Порој, затоа што при негов и при преглед на возилото со кое се превезувал со уште 3 други лица. Кај него бил пронајден кокаин. На возачот, 27-годишник од истото село, му бил пронајден и одземен нож. 23-годишникот е задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок, а поднесок ќе следува и против другото лице. Вчера полициски службеници на СВР Тетово со судска наредба привеле 36-годишен тетовец за издржување на затворска казна. Тој бил спроведен во казнено-поправната установа Затвор Тетово во Тетово за издржување на казната. 39-годишна скопјанка вчера во СВР Тетово пријавила дека на улица 121 во Тетово била касната од куче скитник. Сообраќајната полиција вчера спровела 2 одделни акциски контроли. Во првата спроведена предпладне биле контролирани товарните возила, додека во втората попладне возилата кои вршат јавен превоз на патници. Во акциска контрола на товарни возила вчера од 7 до 12 часот на подрачјето на СВР Тетово биле откриени и санкционирани 3 прекршоци. Еден во Тетовско и 2 во Гостиварско, од кои еден се однесувал на неисправен уред за управување, а другите 2 за неисправен уред за поврзување на влечни и приклучни возила. Покрај ова биле санкционирани и 2 возила во Тетовско за констатиран претовар и еден возач во Тетово со важечка забрана за управување, како и 7 други видови сообраќајни прекршоци. Во втората контрола од 12 до 16 часот со која биле опфатени возила кои вршат јавен превоз на патници, биле санкционирани 2 возила во Гостиварско со неизвршен вонреден технички преглед и 5 возила, односно возачи кои не ги поседувале потребните документи за вршење на ваков вид превоз, од кои 3 во Тетовско и 2 во Гостиварско. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци зависно од видот и карактерот на прекршокот. Санкционирани исто така биле и 6 други видови сообраќајни прекршоци. Од СВР Тетово информираат дека вакви и слични активности се планирани и во наредниот период, во функција на подобрување на вкупната сообраќајна безбедност во поширокиот Полошки регион.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ово издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!